Наградата Драги е една иницијатива која што е многу убава, но почна од еден неубав настан. На почетокот од 2022 година го загубивме Драги Михајловски, универзитетски професор, писател, преведувач, човек кој што во македонската култура многу значајно место како со преводите од таа класична англиска литература, но и така како една појава книжевна и интелектуална, која што даде огромен придонес и во едукација на многу генерации книжевни преведувачи. Потегна во рамки на издавачката куќа Антолог иницијативата за основање на ваква награда Драги. Од кога ја дадовме таа иницијатива, се вклучија различни луѓе во процесот на оформување и осмислување на наградата, од кои што сметам дека најклучна улога во процесот имаше семејството на Драги Михајловски. Безрезервно, едногласно ни даде поддршка. Веднаш после оваа иницијатива, значи се случуваше со една муцкавична брзина, следеше фестивалот на европска литература Букстар и решивме во рамки на тоа издание на фестивалот веќе да додадеме едно почесно признание, тоа конкретно на професор Драги Михајловски. Кога стигна толкав број на ракописи, одлучиме дека мораме да имаме навистина релевантна жири комисија. Со Јана Михајловска повторно направивме една соработка. Ни беше битно повторно да имаме барем член од семејството, но беше битно и тоа што Јана секако е човек од оваа фела. Нејзиното учество во жирито беше многу природно и очекување и добре дојдено. Секако тука се надополнија уште двајца наши колеги од Филолошкиот факултет, професор доктор Лидија Капушевска-Дркулевска и професор доктор Милан Дамјановски, кој што и самиот е преведувач. Така што беше исклучително чувството да имаме едно жири кое што е повеќе од компетентно и кое што е навистина одлично си ја заврши работата од самиот почеток до крај. Огромна благодарност првично морам да упатам до Антолог и Жарко за иницијативата која што ја почна лани и еве годинава доби на значење уште повеќе. Тоа ми е навистина многу драго, од причина што и самото име на наградата и Драги како лик заслужува такво нешто, навистина. Оние што влегува во петте најдобри, ајде како да ги кажам, се секој на свој начин исклучителен и по трудот што го имаат вложено и креативноста, духот што се осеќа при преводот. Сите преведувачи кои што се пријавија, кои се релативно и помлади, и повозрасни, небитно, навистина им посакувам да продолжат со таа традиција на преведување, преку тоа да го зајакнат уште повеќе и да го обогатат македонскиот јазик, затоа што преку преводите апсолутно и се докажува дека нашиот јазик е навистина жив, има како да се работи со него. И тука ќе ја кажам една мисла од Блаже Конески, дека јазикот се кове најмногу во ковачницата на преведувањето. Што да кажам за Драги Михајловски? Професор, преведувач, колега, но најмногу се огромно човечко срце и неверојатна креативна сила. Тој остави неизбришлива трага нашата книжевност, огромна трага остави и на самиот Филолошки факултет. Таму работеше како професор по книжевност и по превод, но по тоа што го памтиме најмногу е неговата педагошка работа како преведувач. Сите верувам да знаеме за неговата колосална дела, преводот на собраните дела на Вилијам Шекспир, но тука и преводот на англосаксонскиот Беовулф, како и превод на многу други поети. Мислам дека уште поголем неговиот принос е кон развојот на македонскиот јазик. Што се однесува до самата награда, сметам дека ќе биде еден вид на темелник врз кој ќе се одржат, ќе се воспостават и ќе се напредат стандардите за тоа што е добар превод, што е значаен превод, како и да се истакне креативната
и творичката улога на самиот преведувач како еден вид на медиатор и пренесувач меѓу различните културни светови, јазици, и на некој начин се надеваме дека преку оваа награда ќе се одаде признание на овие значајни творци, како и ќе се воспостави една традиција, како што самиот Драги ја продолжи традицијата на превод на Шекспир, но и воспостави нови стандарди и еден вид на големо, може да кажеме, игралиште во кое сите ние можеме да влеземе, да си играме и да научиме многу. Така се надам дека и оваа награда ќе биде еден вид на форум во кој сите ние како преведувачи и како стручна јавност ќе можеме да уеднина да воспоставиме една убава, плодотворна дискусија и ќе бидеме, се надеваме, инспирација за нови генерации на преведувачи. Би сакала да кажам дека ми представува особена чест што сум дел од жири комисијата за доделување на наградата која го носи името на почитуваниот и драг колега Драги Михајловски. Со Јана и Милан работевме во многу пријатна и убава атмосфера на размена на мислења, согледби, аргументи, и затоа секако придонесе многу и придонесоа и нашите домакини од издавачката куќа Антолог начело со Жарко Кујунџиски, за што им изразувам особена благодарност во оваа пригода. Фасцинирана сум од бројот, од големиот интерес за оваа награда. Пристигнаа 39 книги од исто толку преведувачи од најразлични издавачки куќи. Меѓу нив има преведувачи кои што се веќе афирмирани и реномирани, со големо искуство зад себе, но има и млади кои што се помалку афирмирани и кои што ги почнуваат сега, ги прават првите обиди во доменот на оваа особено исклучително благородна мисија. Ги поттикнувам и ги охрабрувам да продолжат, затоа што навистина трансферот на книжевните дела од еден во друг јазичен и културен контекст е особено значен за сите нас. Со жири комисијата имаме многу тешка задача. Според мене, на листа од 5 преведувачи, која што ја направивме во предфиналниот избор, е клучна за наградата и сметам дека сите тие 5 преведувачи ја заслужуваат наградата Драги. Ќе биде навистина многу тешко меѓу нив да одбереме само еден. Преведувањето представува најсериозен творечки креативен предизвик за мене, веројатно повеќе и од самото пишување авторски текстови. Кај мене се појавува како некаков рефлекс дури, секогаш кога ќе прочитам некое книжевно дело кое ќе ме фасцинира или макар само ќе ми се допадне, првото нешто што го помислувам е како ова би звучело на македонски јазик. Стопати сум преведувал и надвор од она што би било некаков професионален ангажман, што би се рекло за своја душа. Она што понекогаш ми создава нелагодност кај преводот, кај преведувањето, не постои, никогаш не може да постои прост еквивалент на оригиналот. Тоа може да биде помалку успокојувачки и утешно, можете да се кажете. Добро, направив едно од безбројните можни верзии на преводот на македонски јазик и тоа е се што можам да направам како преведувач. Од друга страна, секогаш кога ќе ставам точка на работата, чувствувам и немир, освен тоа олеснување дека сме се ослободили од озлогласените рокови кои не притискаат. При преводот, преведувачот понекогаш е и толкувач, понекогаш адаптира, понекогаш е предавник, коавтор, понекогаш е допишувач, пресоздавач. Меѓутоа јас на шега понекогаш велам дека преведувачот ја има судбината на автомеханичарот. Го знаете она, не се случува еден автомеханичар да пофали работата на претходникот. Вие сте превеле нешто и се разбира, веќе напоменав, тоа е еден од безбројните можни начини. Секогаш може поинаку. Не нужно и подобро, но поинаку секако дека може. Иницијативите и наградите кои го вреднуваат, кои го оценуваат и го афирмираат
добриот книжевен превод се неопходни во секоја култура, особено во македонската. И од тука очекувам наградата Драги да даде важен придонес во таа насока. Навистина се радувам што влегов меѓу финалистите за наградата Драги, затоа што не само меѓу финалистите, туку генерално меѓу пријавените кандидати има колеги чии што работа како преведувачи исклучително ја ценам и ја почитувам. Ова е еден убав начин да ја сочуваме меморијата, сеќавањето за она што е придонес на Драги Михајловски за македонската култура, значи за она што ни го остави Драги Михајловски како животно дело и како културно наследство во најубавата и најшироката смисла на зборот. И предвидувам на оваа награда убава имена. Би сакала да кажем дека конкурсот за наградата за превода Драги е многу важна иницијатива и одамна потребна. Мислам дека секој преведувач, че превод бил понуден на овој конкурс од страна на издавачот, треба да биде многу среќен. Тоа значи дека издавачот го цени, дека го смета за добра, затоа што многу ретко добиваме некакво признание. Самиот процес на преведување е различен за секој преведувач. Некои преведувачи прво читат книгата, па ги вадат сите непознати зборови и милион други тактики си има, што правам јас. Јас кога ќе добијам книга, прво се обидувам да најдам интервју со авторот, и то интервју по можност за дадената книга. Ќе видам што мисли самиот автор и потоа седнувам да ја читам и да ја преведувам истовремено. Јас книгата ја откривам како читател. Од многу малечка читам и тоа ми е големо задоволство и ова ми е како кога ја читам и преведувам како крстозбор да решавам. После многу години преведување ден денес откривам на најневозможни места каде што текстот изгледал сосема нормално дека се крие идиом или фраза. За секоја книга со добар превод, за да биде таква, е многу битна една целосна соработка помеѓу преведувачот, ако е жив авторот и ако има можност убаво и со авторот да има, уредникот, редакторот, читачите, рецензентите на преводот и со лекторот многу битно, затоа што некогаш лекторот може од најдобра намера да претпостави нешто погрешно. Еден важен дел, многу важен дел на преведувањето, книги како што е Елизабет Финч или како што беше Министерството за врвна среќа или Сула, е истражувањето. Сум имала вистински истражувања по енциклопедии, по интервјуа на авторите, за да ја најдам терминологијата, за да ги најдам истинските имиња. И многу ми е драго што и за Елизабет Финч беа дадени и на такви рецензенти, на човек што е стручен за филозофија и особа исто така што знае и грчки и латински, то многу добро и преведува, и бевме сигурни кога излезе книгата, бевме сигурни дека тие работи се во ред. Мене ми представува особена чест што се најдов помеѓу кандидатите во потесниот избор за наградата Драги, заедно со уште четворица мои колеги преведувачи. Независно сега како кој ќе ја добие наградата на крај, сметам дека е самата награда и незиното воспоставување од огромно значење за нашата култура. Го велам тоа од две причини. Прво затоа што во последно време кај нас навистина недостасува едно признание од областа на книжевниот превод, кое што ќе ја вреднува оваа тешка, макотрпна и слободно ќе кажам недоволно ценета, понекогаш невидлива и подценета дејност. Второ, затоа што таа награда го носи името на Драги Михајловски. Човекот кој што можеби
направи најголем исчекор во областа на книжевното преведување кај нас во последниве децении. Тој го направи тоа на две рамништа. Како со својата преведувачка актива во која што донесе некои неверојатни решенија во македонскиот јазик, така и со своите умни и аргументирани ставови за книжевниот превод, кој што умееше исклучително добро и трпеливо да им ги пренесува на генерации своји студенти и нам, на колегите на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Јас лично ја имав среќата токму со Драги да се советувам кога ги правев првите чекори во областа на теоријата и на праксата на книжевното преведување. И тие негови поттикнувачки, мотивирачки совети, верувате дека љубоморно ги чувам во себе до ден денешен и често им се навреќам. Книжевниот превод јас го сметам за постојано отворен предизвик кој што се испречува пред нас преведувачите. Исто така го сметам преводот за точка на највисокиот интензитет во средбата помеѓу два јазика и две култури. И во ова денешно време, во оваа епоха на така наречена глобализација, на транснационални книжевни феномени и миграции кои што секојдневно се случуваат во светот, убедена сум дека преводот прераснува во една од најнеопходните дејности за секојдневното обстојување на културата воопшто, а книжевниот превод станува новиот книжевен јазик. Добро, во однос на креативниот процес при преведување, што пред се правам, се подготвувам. Зависи каква книга преведувам, каков роман, каква тематика е. Или читам романи кои се однесуваат ако е некој период во 19 век, кои се преведени на македонски јазик од тој период. Заедно ги работиме преводите со мојата сопруга Ана Марија, така што потоа та го проверува преводот и потоа е конечниот, крајниот дел кога го пречитувам и го испраќам на издавачот. Предизвици. Да го пренесам делото колку што можам подобро во нашата култура. На некој начин да го пренесам истиот стил, истиот јазик, дали брзината на јазикот, дали лесен, потежок, дали да случи што поверодостојно. Тоа е мојата најголема мисија, да го пренесам преводот. Мислам дека е мощно значено прво името кое го носи, што е еден од најзначајни македонски преведувач. Ние знаеме величината и големината на Драги. Од друга страна, потребно е вакво признание, за да се цени, согледа работата на книжевните преведувачи. Треба некакво наградување, да се споредуваме, да не критикуваат некаде, затоа што така се учи. Ние не можеме сами од себе се да знаеме и да знаеме дали сме доволно добри, дали доволно добро работиме нашата работа или не. За мене лично е голема чест, дури ова финале, јас сум пресреќен. Така што и другите финалисти видов кои се како, така што тоа е едно фино културно друштво, како што со Иван Шопов поразговараме. Заробеништво е роман кој се случува во првиот век од нашата ера. Се работи за еврејска приказна, многу комплексна е и имаме лик Ури кој се развива во текот на приказната. Има една многу интересен дел кога Ури се, односно нараторот го представува како преведувач и ја преведува книгата на Енох. Но самиот вели дека е несигурен преведувач, дека не знае дали секогаш се би превел како што треба. Така што тоа беше еден интересен момент, како книгата на Енох тој прави некој си несигурен, не добар превод, што е баш блиско до нас преведувачите. Така што тоа ми остана во однос на овој роман еден така интересен дел, кој ми одзеде многу време, но па е многу лесен за читање и дури има некоја хумористична нишка, така што мислам дека го завршив како што треба. Тоа што мислам дека е карактеристично за сите преведувачи дека истражуваат многу, сите го имаме тоа заедничко,
тоа што мене како пракса, како некој процес сум го извел, може би малку поразличен е дека многу читам пред да почнам со преведување. Така беше и за ова дело, така биле и за претходните. И пред да почнам воопшто да преведувам, нормално дека го читам делото, ама после тоа читам наши поети кои што би ме насочиле кон тој сензибилитет. Една карактеристика на ова дело е дека има многу игри со зборови, како што спомнав, и не се насетуваат веднаш. Да речеме, зошто на македонски од зборот за секогаш не би имало за секогашен или за секогашна. Се надевам дека можам да придонесам за нашиот јазик, ете така да се збогати со нови зборови, кои што наистина нема причина зашто тие не би постоеле. Јас лично би бил задоволен 2-3 збора од тој превод да останат на македонски, би бил сосема задоволен дека сум придонесол кон нешто важно. Сметам дека состојбата на преведувачите како професија не е идеална. Прво, поради тоа што мислам дека е подценета и мислам дека немаме доволно разработен систем кој што би ја промовирал таа професија уште повеќе на државно ниво. И затоа ми е многу драго што Антолог ја воспостави оваа награда и даде признание на еден од најважните луѓе во животот на сите преведувачи кои што завршиле на филолошки. Човек кој што е дел од се уште е дел од нашиот живот и е многу поприсутен од некои луѓе кои што се тука физички. Преводот го гледам во апсолутно се, значи во светот околу мене. На некој начин се е превод, не знам, една преградка може превод на љубов, да речеме. Една од најпозитивните работи за преведувањето е дека има одлична соработка, барем во мојот случај било така, одлична соработка со сите алки во Синџирот, почнувајќи од нашите соработници во странство, кои што најчесто ни ги посочуваат луѓето кои што треба да ги преведеме. Па се до соработката со најблиските соработници, во конкретниот случај главниот уредник на Алеф, Мите Стефовски, кој што одсекогаш ми е најголема поддршка професионална. Луѓето кои што го читаат преводот, на кој што им го давам пред да го испратам до лектор, за да видам дали обичниот читател добро би го примил или не, значи тие филтри, па дискусиите со лекторите кои што се навистина за мене барем се уживање да дискутираме за нијансите и дали е соодветно или не е соодветно. За жал, она што го добивме како фидбек на институционално рамниште, дали е локално, државно и така натаму, не беше позитивно како се останато, односно наградата не доби буквално никаква финансиска поддршка од сите институции, организации, па и други приватни фирми на кои што им понудивме да бидат наши партнери во процесот на организирање и позиционирање на наградата. Со оглед на тоа дека ова не го правиме нели само за преведувачите, го правиме за целата наша културна јавност и средина и очекувавме дека ќе се најде барем некој кој што ќе може да се носи рамо до рамо со целиот овој процес и ќе препознае некаква вредност во која што вреди да се инвестира и да се поддржи. Така што буквално целосното учество на сите нас, дали е жири или луѓе кои што се во организација на наградата од рамки на издавачката куќа Антолог и луѓе кои што гравитираат околу издавачката куќа е на волонтеристичко ниво без никаква надокнада. Дури целосното финансирање на сите процеси што се случуваат околу наградата е исклучиво сега само од фондот на издавачката куќа Антолог, што е на изненадување буквално на сите оние кои што многу позитивно реагира на наградата, драги, кога рековме дека оваа иницијатива ќе започне. Она што е позитивно и таму каде што ја гледам еднината на наградата е тоа што деновиве почнува да се финализира, а тоа е таа соработка со Филолошкиот факултет Блаже Конески, значи новиот декан Владимир Мартиновски, кога стапи на функција, едно од првите нешта што ги започна е токму тоа што одлучи да факултетот покаже директно инволвирање во процесот на организирање на наградата. Очекувам дека овој слух, односно не слух за наградата ќе се смени и дека ќе може да се развива и понатаму, бидејќи нашите амбиции се големи. Веднаш од самиот старт не само што ја основавме наградата за најдобар превод од кој било јазик на македонски јазик на книжевно дело, туку веднаш на иницијатива на Антолог и со поддршка на жири комисијата одлучивме да се доделува и интернационална награда, драги,
за најдобар превод на најдобар или најзначаен преводот на македонско книжевно дело на кој било светски јазик, што очекувам дека прво и основно ќе ги охрабри преведувачите да создаваат поквалитетни преводи, ќе се свесни дека има некој кој што ја цени, вреднува и оценува нивната работа, и второ дека ќе се засили темпото на превод на македонски автори во други културни средини, што е и целта на меѓу националната комуникација и соработка и размена. The translator work is for me, it goes parallel to my professional life as a professor of literature at university. I started translating really as a young person. I always was anxious to communicate. I think translation is communication. I loved foreign languages, and this is true more or less that Greek is an isolated language. People wouldn't understand us, we wouldn't understand them. So I was anxious to talk in foreign languages, to learn them, etc. Rumena's book is wonderful. It is something that touches people all over the world. This response of the public, it was huge. It was on the top of the best books, of the most sold books in Greece for weeks, for months. Even more important for both of us, Rumena and me, because I identify myself with her in this project, is that we wrote in the very first page, on the very first page, when you open the book, translation from Macedonian. This was unique. It was the first time. We were thrilled. I'm very proud of this. Of course, we had some negative criticism, but very little. For the first time, they had to put Macedonian language, and we fought a fight because they were trying to change it, to put it into Slav Macedonian, into Slavic languages, not to mention the language, although they had the Prespa agreement to rely on. At the beginning, some years ago, it was not so important who translated literature. Meanwhile, people look at the translator's book. The translator has become also in Greece more visible. So they choose books also by the translator. They say it must be translated well, it is translated by this or by someone they like, or I don't buy this book because it is not translated well. So generally awards don't mean many things to me. I have gained an award for a book about Greek literature I wrote, a theoretical book. I was happy about it, but nothing special happened. But this especially this award made me very happy, because it has all this significance. Somehow people acknowledge this step, the step towards the Macedonian language in Greece.